Јована, добро утро, токму така. 29 октомври е меѓународниот ден на грижа и поддршка, а СОС детското село организира музички хепенинг за зголемување на згрижувачки семејства на територијата на општина Газибова. Утро во гости во Македонија наутро, со кого и го пиеме првото наш утринско кафе, се Тина Тасевска, стручен соработник за обука и проценка на згрижувачки семејства, и Силвана Мучик-Плевнеш од Силви Бен. Добро утро. Дами, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Тина, ќе започнам со вас. Зошто е важно одбележувањето на овој меѓународен ден на грижа и поддршка и што значи истиот за вас и вашата организација СОС детско село? Меѓународниот ден за грижа и поддршка 29 октомври представува можност да се подигне свеста на јавноста за грижата и поддршката во заедницата. Односно, сакаме да покажеме за оние луѓе кои што водат грижа за најранливите категории. Како СОС детско село, ние сме веќе 70 години сме организација која води грижа за децата без родители и родителска грижа и за оние деца кои што се во ризик. На овој ден ние сакаме да ја подигнеме свеста за важноста која што ја прават нашите згрижувачи, оние кои што 24 часа водат секој ден на грижа и даваат поддршка на децата кои што се згрижени во овие згрижувачки семејства. Сметаме дека на овој ден е навистина убаво да јавноста слушне за што е она што го прават згрижувачите, што е тоа се луѓе кои што ги отвараат своите домови, луѓе кои што со својата љубов им овозможуваат на децата кои што се згрижени во нивните семејства да за една подобра и посветла иднина. На овој начин сакаме да кажеме дека таа грижа и поддршка која што ја даваат за децата е многу важна, а ние на овој ден како Центар за поддршка на згрижувачки семејства сакаме да го одбележиме со посебно внимание кон нашите згрижувачи и затоа што тие неуморно работат и се посветени во обезбедувањето на грижата за децата кои што се во нивните семејства. Така. Силви, вие се приклучивте кон одбележувањето на овој меѓународен ден. Кажете ни зошто е важно да се биде згрижувач и како да ги мотивираме луѓето да станат згрижувачи? Од исклучително голема важност е, бидејќи семејството е основа на секое општество и на една људска екзистенција. Нежноста, љубовта, поддршката и подпората која што семејството го пружа на секое дете е од есенцијална важност за нивниот емотивна зрелост и емотивен развој и некоја сигурност дека тие деца ќе прераснат во емотивно зрели личности. Тоа може да го пружи семејството или згрижувачкото семејство. Ќе ја пружат подпората, поддршката и она што е, би рекла, најважно за тие деца, осетот на припадност. Ќе чувствуваат дека припаѓаат некаде, ќе имаат поддршка, ќе имаат дом. Тоа е она што секој од нас на тие деца може да им го пружи и ова е начин на кој што ние можеме да апелираме до пошироката јавност да и кога ќе зборуваат познатите личности и кога ќе правиме вакви манифестации со кои што ќе се обележува овој ден и ќе се пружи поддршка и на згрижувачите и ќе се потикнат и нови да ни се придружат понатаму. Тина, кажете ми, кој се може да биде згрижувач? Какви услови треба едно лице да исполнува за да стане згрижувач? Која е процедурата? За да некој сака да стане згрижувач, пред се потребно е да биде полнолетно лице, државјанин на Република Македонија, психичко здраво лице, врамотен, со семејни услови за живење, потоа одредени дали е му одземена родителско право, дали одземена деловна способност и осудуваност во кривичната евиденција, дали се води како неосудувано лице. Меѓутоа, тоа се документи кои што се потребни за да се добие, за да се стане згрижувач.
кој што ние на нашиот телефон, кој што го имаме 075-277-447, можат слободно да се јават за дополнителни информации. Така, зборуваме за документи, но што еден згрижувач треба да поседува, какви карактеристики треба да поседува за да биде токму вистински згрижувач на дете? Треба некој кој што има љубов, има желба да помогне и сака да го отвори својот дом и своето срце за децата на кои што навистина тоа им е потребно. Има една приказна која вели идат дедо и внук на морскиот брег и детето фрла морски ѕвезди во морето. Дедото му вика, ама не можеш сите да ги спасиш. Да, вика, ама нова морска ѕвезда ќе помогнам. Така да секој оној кој што има желба и можност, навистина може да подаде рака и да згрижи дете каде што ќе го усреќи и ќе му покаже еден поинаков пат и посветол пат. Навистина убава порака. Бидејќи долги години работите во овој сектор, кажете ми дали имате некоја статистика колку деца во Македонија се згрижени во моментот? Во Македонија имаме 3 центри за поддршка на згрижувачки семејства. 2 се во Скопје, тоа сме ние Центар за поддршка згрижувачки семејства и СОС Детско село и 11 октомври и колегите од Битола од Мајчин дом. Меѓутоа, јас не би сакала да калкулирам она што го знаме за во рамките на нашиот Центар за поддршка на згрижувачки семејства. Ние имаме во моментот околу 147 до 148 згрижени деца. Го опфаќаме регионот Скопски, дел од Скопскиот регион, тоа е општина Газибаба, Бутел, Чучер Сандево, Вардарскиот планински регион и југоисточниот плански регион. Така, на крај на нашиот разговор, една порака од вас двете по повод меѓународниот ден на грижа и поддршка. Која е пораката што сакате да испратите до јавноста? Силви, ќе започнем од вас. Секој од нас ја има љубовта во себе. Секој од нас во еден момент сака да се реализира и како родител и да остави убави дела зад себе. Еве, ова е прекрасна можност да љубовта која што ја носиме во себе им ја пренесеме на децата на кои што тоа им е навистина потребно. Бидете згрижувач. Подајте рака и бидете згрижувач. Јас мислам дека ја пратив пораката, така да навистина секој кој што има можност и желба, отворете ги вашите домови и срце, зашто на овие деца им треба нашата, односно вашата поддршка. Така, а Тина и Силви, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ќе искористиме приликата да ја поканиме јавноста и сите луѓе што сакаат да бидат, да го посетат настанот што ќе се одржи овде во Домот на културата во Автокоманда во општина Газибаба. Јована? Благодарам.